Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија бара одговорност. СДСМ бара одговорност за неуспешниот попис, за споменатиот фалсификат, за во ветар фрлените 14 милиони евра пари на граѓаните. Недозволиво е Груевски, владата, собранието и сите инволвирани институции да се однесуваат како ништо да не се случило. На народот му одзедоа 14 милиони евра за тие да пробаат попис, да одглумат попис, да поништат попис. И никому ништо, бараме одговорноста прецизно да биде лоцирана, со име, со презиме, со функција. Бидејќи тоа нема да се случи, ДПМН по кој знае кој пат ќе докаже дека спроведува селективна правда. За Груевски, фамилијата и нивните политички функционери законите не важат. Тие мислат дека граѓаните заборавија што зборуваа и како медиумски ги злоупотребуваа случаите Змиско око, Метастаза и Пајажина. Само во овие случаи, во истражниот затвор во Шуто Оризари, лежеа или се уште лежат во притвор 125 лица. Обвиненијата на сите овие заедно едвај собираат вкупен износ од 14 милиони евра. За дневно политички потреби, за наводни 100.000 евра, со камери го уапсија и го притворија нивниот поранешен сопартиец Љубе Бошковски. СДСМ нема да дозволи мега скандалот со поништениот попис да биде затешкан и ќе ги употреби сите законски механизми за лоцирање и поднесување на кривична и политичка одговорност за проневера на 14 милиони евра пари на граѓаните на Република Македонија. Бидејќи за лажните патриоти од ДПМН сумата од 14 милиони евра е незначителна, ние за нив имаме еден конкретен предлог. Шампионите во политичко пазарење, Груевски и Ахмети, заедно со своите функционери, солидарно да ги вратат народните пари и да го уплатат во буџетот на Република Македонија износот од 14 милиони евра. Премиерот, министрите, замениците министри, државните секретари, пратениците на владеачката коалиција се бројка од 130 највисоки државни функционери. Ако на овие се додадат и уште најмалку 700 директори на државни институции како партиски решенија на ДПМН и ДУИ, се доаѓа до вкупна бројка од 830 функционери платени со народни пари. Секој од нив ќе треба да плати по 16.867 евра за да се санира финансиската штета од крахот на пописот. Можат да земат кредит или да ги уплаќаат средствата на 24 рати по 700 евра месечно. И секој си дојде на свое место, незначителните 14 милиони евра ќе му бидат вратени на народот. Ајде да видиме дали и тогаш 14 милиони евра ќе им се чинат малку, како што се убедуваа да не убедат последниве 2 дена.